Мерките против загадувањето, како што се бесплатниот превоз или поскапувањето на паркингот, траеа 2 дена, но колку влијаја на прочистувањето на воздухот. Иако денеска мерните станици покажуваат почист воздух, Жаклина Анастасова од Движењето за почист воздух вели дека мерките на град Скопје биле за замачкување очи. Според неа, домаќинствата и возилата не се најголеми загадувачи на воздухот. Вели дека загадувањето го предизвикуваат и старите автобуси, фабриките без филтри и големиот број градби во градот. Загадувањето се случи за викенд, за време на викенд, петок, сабота, недела, и тогаш бевме најзагаден град. Што мене само ми кажува дека загадувањето не е од домаќинствата и од возилата. Затоа што знаеме сите дека во сабота, недела луѓето си одат негде на планина, вон државата, значи. И во понеделникот се случи волшебно од 400-500 се намали на 84. Така што мерките што ги предложи град Скопје се шминка. Вистински мерки се фабриките што имаат филтри да бидат приморани да ги користат 24/7. Оваа мерка мора да се направи, значи постојани инспекцијски патроли кои ќе патролираат цел ден во придружба со полицијата заради лоцирање и казнување. И советничката на ВМРО-ДПМН во град Скопје Светлана Коларич обвини дека мерките кои досега ги презема град Скопје се без претходно спроведени анализи. Туваше премногу на граѓаните на град Скопје и можеби поентираше токму на она дека главниот проблем, односно аерозагадувањето, ќе го реши со неговите ново предложени мерки. Но еве сме сведоци дека и после година дена граѓаните повторно се гушат, а сите мерки кои што ги носи градоначалникот се направени без претходна анализа, без претходна консултација со експерти, со стручни лица. Од град Скопје тврдат дека последните мерки против загадувањето се краткорочни и итни, кои се преземаат само во алармантни денови. Град Скопје е сконцентриран на долгорочни мерки, како што се решавање на проблемот со грејењето на домовите и институциите преку акционерско општество отворено од градот, решавање на проблемот со јавниот превоз и сообраќајот преку проекти како што се трамвај, екоавтобуси и така натаму. Секако дека секоја активност е во координација со експерти и организации кои се занимаваат со оваа проблематика. Во меѓувреме, вчера на редовна седница на владата е усвоена програма за реализација на план за почист воздух во 2019 година. Програмата се базира на 4 компоненти, и тоа мерки за директно соочување со факторите за загадување, подигнување на свеста на граѓаните почнувајќи од децата од претшколска возраст па се до возрастни лица, имплементација на платформа за координација и следење на реализацијата на програмата.